Беше тоа на 12 јуни 1913 година кога во Кавадаречкото село Ваташа е објавено кревањето на Тиквешкото востание. На ова му претходел реонски собир кој се одржал од 28 до 30 мај истата година во селото Бегниште. Тиквешкото востание е прв организиран масовен народен вооружен отпор против српската власт која ја окупирала Вардарска Македонија по повлекувањето на турските сили по Првата Балканска војна. Востанието почнало на 19 јуни 1913 и траело 7 дена. Беше тоа на 12 јуни 1944 кога во реонот на селото Стрмешево, Неготинско, два батальона на Втората Македонска народно-ослободителна ударна бригада го нападнаа бугарскиот полициски одред Бенковски. Во тешките борби го разбиле одредот и го присилиле на повлекување. Непријателот имал 30 мртви и голем број ранети полицајци, а партизанските единици 4 загинати и 6 ранети борци. Во оваа борба загина и Коце Стојановски металец, истакнат борец и револуционер од Скопје. Беше тоа на 12 јуни 1945 кога грчка воена единица го опколила селото Кономлади Костурско-Егејска Македонија. При тоа командантот на грчката единица ги собрал жителите и со сила ги терал да признаат дека се грци. Но тој не успеал во тоа, бидејќи на собраните му изјавиле дека се македонци. За време на грчката граѓанска војна селото страда, 69 мина се убиени, 607 кономлаци се иселуваат во други социјалистички земји, а 219 деца од селото се изведени како деца бегалци. По војната почнува масовна емиграција во Австралија, Соединетите држави и Канада. Беше тоа на 12 јуни 1946 кога во Скопје, во борба за првата фудбалска шампионска титула на Слободна Македонија, се одигра фудбалскиот надпревар меѓу Македонија и Победа, кој заврши со 1:2. Од оваа средба Радио Скопје, односно Коле Чашуле, го изврши првиот фудбалски радио пренос во Македонија. На 12 јуни 1997 Република Македонија и Република Џибути воспоставија дипломатски односи на амбасадорско ниво. На 12 јуни 2001 година владата на Република Македонија донесе одлука за нормализирање на односите со Народна Република Кина. На 18 јуни 2001 Македонија и Кина воспоставија дипломатски односи, а истиот ден Република Македонија и Република Кина Тајван ги раскинаа дипломатските односи. На 12 јуни 1918 година е роден Трајко Бошковски Тарзан, припадник на македонското национално ослободително комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Роден е во селото Голем Радобил Прилепско. Тој бил политички комесар на првиот прилепски партизански одред Гоце Делчев и ја предводел групата од одредот која ја нападнала полициската станица у Частокот во градот. Загинал на 6 јануари 1943 кај селото Сливник Велешко. На 12 јуни 1903 година во борба со османлиската потера на само 19 годишна возраст загинува Милан Делчев, брат на Гоце Делчев, деец на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација. Тој е третиот од браќата по Димитар и Гоце кој паѓа убиен во борба со османлиските поробители. Најмладиот брат Христо Делчев го следи патот на тројцата браќа. На 12 јуни 1943 година, кај селото Лавци Битолско, во борба со бугарскиот окупатор се самоубил
Тодор Ангелевски, Тошо Даскалот, припадник на македонското национално-слободително и комунистичко движење и учесник на антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Роден е во селото Лавци Битолско во јануари 1909-та. Во НОБ се вклучил уште од 1941-та. Бил организатор и активен учесник на сите значајни настани од антиокупаторската борба во Битола и Битолско од 1941 до 1943. Имал голема заслуга во создавањето на битолските партизански одреди Пелистер, Даме Груев, Јане Сандански и Гоце Делчев. За антифашистичката активност Ангелевски од фашистичкиот окупаторски суд бил осуден на смрт во отсуство. Неговата глава била уценета со 200.000 бугарски лева. Опколен од бугарската војска и полиција, која ја запалила плевната во која се криел во селото Лавци, за да не падне жив во рацете на окупаторите, тој се самоубил. На 12. јуни 1944 загинал Коце Николовски Стојановски, познат како Коце Металец. Коце Металец бил македонски партизан, борец за слободна Македонија, учесник во народно-ослободителната борба. Кон средината на 1939-та станал член на Комунистичката партија на Југославија, а истата година и член на месниот комитет на партијата за Скопје. Како ковач по занаед, бил член на металската подружница и активно работел со синдикатите на подружницата. При избирањето на нов одбор на синдикатите станал и секретар. Од тогаш бил наречен Коце Металец.